Кога пред нешто повеќе од една година беше отворен културно-духовниот центар во манастирскиот комплекс Лешок, беше најавено и дека во него редовно ќе се одржуваат манифестации кои ќе ги негуваат културните вредности. По неколкуте музички и литературни средби, центарот вчера ги отвори вратите и за првата литературно-музичка манифестација Креативни точки. Надеваме дека и Министерството за култура година ќе застане да овие манифестации што се држат тука во Лешок, затоа што навистина Лешок тоа го заслужува и Полог, и навистина и во минатото и во иднина Полог и Тетово и Телишочкиот манастир ќе бидат места каде ќе собираат луѓето, сите оние кои што имаат добра мисла, пишаниот збор и музичкиот израз ќе дојдат до израз. Затоа нема број на вашето присуство тука, кои што вечерва ќе се представат, а се надевам дека во иднина, како што беше кажано, ќе имаме можност да оваа манифестација прерасне традиционална да биде и други манифестации, бидејќи во Тетово се што почнало, сите манифестации и сите други активности традиционални се, така да и ова нека не биде долговечна и на многу лета нека биде ова манифестација. Класичното поимање на културата, зголемувањето на интересот кај младите за творење се само дел од целите кои ја карактеризираат оваа манифестација. Идејата за реализација на оваа манифестација, Креативни точки, произлезе од програмската насоченост на Центарот за култура и културолошки студии, конкретно од програмата Културата како стил на живење. Таа има општа цел да го зголеми интересот на широката публика за творештвото на младите македонски уметници. Посебна цел на манифестацијата е да се предложи, организира и реализираат нови форми на презентација на уметничкото творештво на младите автори и на тој начин да се придонесе за нивно пошироко промовирање и посемасовна рецепција и на креативен и на практичен начин да ги продлабочи и преиспита, што за нас е многу важно, релациите меѓу уметностите. Иако нашата целна група се младите учесници, генерациите од кои што се наследува занаетот и од кои што се учи не ги заборававме. Зошто, како што велеше и Блаже Коневски, нема иновација без традиција. Целта во овие активности да се вклучат младите беше остварена, како низ поетските и прозни презентации на авторите, така и низ музичките настапи. Јован Илиевски, како 16 годишен автор на романот Кругот на животот, и Перица Сарџовски, како личност кој долги години е присутен на оваа сцена, се само репрезенти на 20-тината учесници во првите Креативни точки. Сметам дека ова е посебно обелеше за историјата на литературата и на македонскиот јазик, за да се продолжи некоја традиција, да го одржуваме, овој јазик, и за мене е посебна чест да присуствувам на оваков настан, затоа што го промовирам моето дело, а и ширам познанство, се разбира. Ме радува ваков еден центар што може и Тетово да го понуди за идни такви настани, што верувам дека ќе има многу. Тетово има фантастичен потенцијал за духовна и за севкупна култура. Имаме жаришта, имавме можност да имаме многу млади таленти кои што работаат на уметноста на културата, и ова е за нив, мислам, храм, еден вид каде што ќе се промовираат такви дела. Верувам дека ќе успееме да го одржиме ова место живо и покрај сите тешкоти со кои што се соочуваме, затоа што е ова нашиот идентитет, нашата иднина. Во центарот во Лешок денеска продолжија активностите со тркалезна маса на тема Млада македонска литература.